Вторник, 14 мај, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека е во тек рехабилитација и поправка на државниот пат Р1301 на делницата Охрид Свети Наум е помеѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите бараат итно да се среди овој патен правец и потсетуваат на бројните ветувања стари и повеќе од 10 години за проширување на оваа делница. Патниот правец е во исклучително лоша состојба и е едно од главните барања на граѓаните за проширување и средување на истиот, за да може нормално да се одвива сообраќајот. Води кон селата на овој дел од регионот манастирот Свети Наум, но и кон граничниот премин со соседна Албанија, што го прави особено важен, но и фреквентен, особено во текот на летните месеци. Вкупно 58.848 туристи ја посетиле Република Македонија во март годинава. Од нив над 40.000 биле странски. Во однос на структурата и овој пат најмногу бројни биле турците 6.592. Следуваат гостите од Грција, Србија и Бугарија. Во периодот јануари-март оваа година во однос на истиот период од претходната, вкупниот број на туристи е зголемен за 14,4%, кај странските има зголемување за 18%. При крај се подготовките за матурската парада што ќе се одржи на 22 мај точно на Пладне на градскиот плоштад. На настанот, што прерасна во традиција, ќе учествуваат над 300 матуранти од сите охридски средни училишта и ќе го изведат танцот квадрил од Штраусовата опера Лилјакот. Сите матуранти од 4 средни училишта од Охрид се веќе обучени, сега остануваат уште заедничките проби со цел подобра координација на движењата, вели за Супер радио професорката Катерина Стојановска, која и годинава ги подготвува матурантите. Заедно со нашите матуранти во исто време ќе танцуваат и нивните врсници од неколку македонски градови, но и од градови во Европа. Времето денес променливо облачно и посвежо со услови за локален дожд, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.